Разговараме со директорката на клиниката за хематологија, доктор Ирина Пановска-Ставридис, Центар за трансплантација на хематопоетски матични клетки, официјално вчера пуштен во употреба на клиниката. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Докторке, особено ми е драго и ми е чест кога станува збор за дополнување во опрема, во можности, во услуги, во јавното здравство. Ајде сега за овој центар. Колкав е тој центар? Кому ќе биде наменет? Станува збор за една од посложени зафати. Значи, многу прашања одеднаш вака. Вчера на клиниката за хематологија беше пуштен и отворен првиот регионален центар за трансплантација на матични хематопоетски клетки. Станува збор за инвестиција од страна на Американската амбасада. Имено на нашата клиника трансплантацијата, како што вие кажавте, која што представува најсовремена, најсложена биолошка процедура во современата медицина, кога имунолошкиот систем на еден болен пациент со малигна хематолошка болест најчесто го менуваме со имунолошки систем на здрав донор и на тој начин овозможуваме излекување на тие пациенти, се спроведува од 2000-та година. Меѓутоа, на почетокот од 2000-та година до 2018-та ние работевме само фамилиарни трансплантации, а фамилиарни донори имаат само 25% од пациентите кои што имаат потреба од трансплантација. Во 2018-та и 2019-та да ни дека не можев ни предходно, меѓутоа требаше многу напор, требаше силна поддршка од здравствените власти, требаше да се создадат европски услови за хоспитализација, да се обезбедат лекови и тимот на клиниката успеа да ги воведе и останатите интервенции што се од спектарот на трансплантација, несродната трансплантација и полуидентичната трансплантација. На тој начин, од 2019-та повеќе пациенти не се упатуваат за овие интервенции во странство и ние имаме спроведено вкупно над 320 трансплантации. Тој наш напор. За колку години? Од 2018-та до денес. До денес. Да. Значи, навистина голема бројка. 60 годишна работим. Тој наш напор, ентузијазам и желба да ги подобриме условите и да воведеме европски стандарди во лекувањето ги препозна Американската амбасада во Скопје и ние добивме донација преку Европската команда на Американската војска во висина од $1 милион, кој што изградија комплетно нов спрат на клиниката за хематологија. Тоа е ова што го гледаме. Да. Тоа се стените од вчера. Да, од вчерашниот настан, од отварањето. Да. Спратот е сместен на 800 квадратни метри и ние всушност добивме 10 стерилни единици, 10 простори во кои што ќе бидат сместени пациентите по трансплантацијата, кои што се посебно со HEPA филтриран воздух и ние ги викаме реверзна изолација. Тоа е полуинтензивна нега, а исто така и добивме одел за следење на пациентите после трансплантација, значи дневна болница за трансплантација, и за хоспитализирање на пациентите кои што ќе имаат компликации после трансплантацијата. Јас верувам дека со оваа инвестиција ќе можеме да трансплантираме дупло повеќе пациенти од колку што работевме досега. Да прашам, кои се очекувањата? Очекувањата се дека досега имавме силен притисок од околните земји каде што овие интервенции се недостапни се уште, како Косово, како Албанија, како Црна Гора, Босна и Херцеговина да прифатиме пациенти. За жал, имаат предност македонските осигуреници. И ние работевме во услови кога имавме само 4 реверзни изолации и многу често бевме приморани да ги вратиме пациентите од странство кои што бараа услуга од нас. Сега, со овој капацитет, со овие просторни услови каде што уште подостоинствени се условите за хоспитализација, еднакви на европските и американските стандарди за хоспитализација, ќе можеме слободно да прифаќаме пациенти од странство. Јас верувам дека бројката од 60 годишно ќе порасне на 100 до 120 годишно. Докторке, кажавте вчера во изјавата и во отварањето на центарот дека ќе има простор и можност за нови вработувања. Тоа се веќе постоечки и според систематизација што се ви е потребно и кои квалификации треба да ги имаат вработените за да работат на не се веќе постоечки вработувања. Со овие нови 800 квадрати му треба персонал и тоа му треба медицински персонал. Пред се идејата е да вработиме млади
и млади и способни лекари кои што ќе сакаат да работат во оваа гранка која што е навистина многу тешка, се работи со многу тешка и многу вулнерабилна група на пациенти. Тоа се пациенти со малигни хематолошки заболувања. Имено од полно здравје одеднаш почнуваат тие болести. Нити постојат скрининг програми, нити знаеме кој во одреден момент од животот ќе стане пациент. На нашата клиника се лекуваат пациенти од 14 години нагоре. Значи, ние и деца лекуваме со акутни леукемии. А во овој центар ќе може да ги трансплантираме во соработка со клиниката за детски болести и пациентите кои што се постари од 4 години. Па повеќе ниту децата ќе треба да патуваат во странство за да бидат трансплантирани. Доктор, ке кажете ми... Ме прашавте за кадар. Така, за кадар лекари. Дополнување. Значи, јас сум многу горда што во 2018 година здравствените власти ни овозможија да ги вработиме најдобрите. И на клиника за хематологија во моментот се пред специјалистички испит 4 млади лекари кои што се првенци на генерација. Тие избраа да останат во Македонија, иако имаат се ниво на германски познавање, зборуваат беспрекорно англиски и француски јазик и можеа да си заминат, тие така се вклопија во атмосферата, ги научија методите на трансплантација, методите на диагностика, што едноставно се најдоа себе си. И тоа е иднината на македонската медицина. Се надам дека вакви приказни ќе слушаме и на другите клиники. Па јас верувам дека има и на другите клиники вакви приказни млад. Сепак не сите сакаат да си заминат од Македонија. Има луѓе кои што наоѓаат предизвик и интерес да останат и да работат во нашата земја. Овие млади лекари се навистина пример. Исто така и сега имавме вработувања, вработивме уште 3 дополнително млади лекари и мислам дека имаме простор за уште 5 лекари да вработиме. Пошто навистина на овие пациенти согласно стандардите за работа им е потребна посебна нега. Потребни се медицински сестри, дополнителен медицински персонал, технички персонал. Јас се надевам сега во моментот нас ни одобрија новата систематизација, дека штом завршат изборите ќе можеме да ги распишеме овие места и да се вработат младите луѓе. Доктор, ќе верувате дека ја враќаме вербата во јавното здравство? Искрено јас мислам дека овој центар што вчера се отвори е пример како може да се врати до вербата во јавното здравство. Нашите резултати од лекувањето се идентични со резултатите од европските центри. Сакам само да ја појасниме процедурата, дека и вчера споминавте дека ние како граѓани можеме да дадеме придонес. Еве малку Ајде да објасниме таа процедура. Како? Трансплантација представува, како што кажав, сложена биолошка процедура, каде што без хируршки нож пресадуваме орган. Односно, здрави хематопоетски клетки му даваме на пациент кој што е болен од тешко малигно хематолошко заболување и тоа представува единствена опција тој пациент да го излекуваме. Меѓутоа, сите ние на нашите клетки имаме протеини, како што имаме очи, уста и нос, така има одредени протеини кои што ни даваат единствен печат. И тоа ние го викаме HLA тип. Таа HLA типизација всушност мора да биде идентична меѓу тој што ќе дарува и тој што е болен, за да биде со минимум ризик за пациентот. Се претпоставува дека секој од нас во светот има 9 до 10 непознати луѓе кои што се идентични HLA со него. Во фамилијата, за жал, можеме само за 25% од пациентите да идентификуваме HLA идентичен донор. Затоа и пуснавме да ги работиме полуидентичните трансплантации. Значи, не да биде 100% ист, туку барем 50% да се совпаѓа, тоа е најчесто мајката или таткото. Меѓутоа, тие треба да се помлади за да можат да бидат донори. Во моментот кога нема да можеме да идентификуваме фамилиарен донор, ние се обраќаме до нашиот национален македонски регистар на потенцијални донори на коскена срцевина, кој е вмрежен во светскиот регистар на потенцијални донори на коскена срцевина. Во тој регистар има над 30 милиони луѓе кои што се запишани и се потенцијални донори. За нашите пациенти најчесто наоѓаме HLA идентични донори во германскиот и во полскиот регистар. Меѓутоа сме имали трансплантација од Израел, сме имале трансплантација од Грција, сме имале трансплантација од Турција. Уште поинтересно, иако нашиот регистар е мал, јас верувам дека сега со новиот центар ќе биде предизвик за луѓето повеќе да се запишуваат. 2 пациенти од Македонија спасивме со непознати дарители од Македонија, кои што фигурираа во нашиот регистар. Едната беше докторка, која што во текот на студиите се запишала, кога и се јавивме и кога и кажавме дека има можност некому да спаси живот, таа не се двоумеше. Друга беше
млада девојка која што се запишала за да братот кога и се разболел, не се совпаѓала со братот, меѓутоа се совпадна со друг пациент. И ние спасивме живот на двајца пациенти. Сме имали неколку донации кон надвор. Сме спасиле живот на пациент од Австралија, на пациентка од Бостон. Значи, тоа е таа мрежа во која што сме вмрежени. Колку хумана работа и се надевам дека ќе биде потик да, не знам, секој од нас, ништо, велите, само една мала епровета од наша крв е потребна. Многу едноставно, за да станете потенцијален дарител или донор на матични хематопоетски клетки. Порано беше коскена срцевина. Луѓето го доживуваа страшно, дека треба да им извадиме коска, па во операциона сала. Сега всушност постојат такви современи методи. Прво ќе дадете една епровета крв и ќе потпишете формулар согласност. Треба да сте здрава за да бидете донор. Да, добро, и помлада од 50 до 55 години. Добро, верувам дека тие испитувања вие ги правите, проценувате, добро. И кога ќе ве и толку е целата процедура. Значи треба пола сат или да дојдете на хематологија или на Институтот за имунологија, или евентуално доколку се работи за поголем колектив, па вработените сакаат сите да се запишат во националниот регистар, дури и ние одиме по работните организации за да им олесниме процедурата на луѓето. Кога ќе ги идентификуваат, им даваме инекции, кои што ги ставаат подкожно неколку дена, обезбедуваме венска линија и низ таа венска линија од периферната крв се вадат матичните хематопоетски клетки. Се вади катетерот, си оди утредната пациентот, односно донорот, кој што не е ни пациент, и продолжува да оди на работа. Јас ја објаснувам процедурата и вчера се обидов. Лежи болен, доаѓа здрав, му подава рака, подава клетки и си одат двајца здрави. Значи, минимум е ризикот и непријатноста за тој што ќе реши да биде донор. Меѓутоа, чинот на хуманост и можноста, привилегијата да спасиме на некому живот, јас мислам дека нема цена. Доктор, ќе ви благодарам. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.